Специјални долгорочни визи за возачите кои ќе им ги издава Европската комисија е решение за надминување на проблемот со кој се соочуваат македонските транспортери. Оцени Билјана Муратовска од Асоциацијата Макам Транс во гостувањето на телевизија 21. Наводно, сега тоа не се званични, дека се работи за визи кои што електронски би се издавале и на тој начин би се скратило и времето на чекање и одобрување. Нешто слично како она што го сакаат да го воведат со новиот систем со за пријавување каде патувате. Меѓутоа, многу е битно заради оние црни печати, заради оние забрани. Ако не се донесеш оваа стратегија, никош нема да добија таква одобрение. Колкави штети ќе претрпи македонската економија со блокадата на транспортерите, за сега Стопанската комора нема пресметана конкретна бројка. Муратовска тврди дека штети има, но не во голем обем. Помалку од 1/3 од првичната генерална проценка за економските штети во регионот од 100 милиони евра, според Муратовска се однесува на македонското стопанство. Во тоа дека 55% отпаѓа на српското, на српската економија загубата, а другите 45 се делат меѓу овие три држави, бидејќи сите ние имаме малце помал удел во сето тоа што се онади. И македонските возачи се најдоа на списокот депортирани од земјите на Европската Унија, токму поради нерешениот проблем на Европската комисија за нивниот статус. Имаме 20 возачи за последниве 5-6 месеци што беше пред блокадите, од кои што 13 имаат добиено забрани и се депортирани. Тоа што конкретно значи со тие забрани? Со плаќање само на казна. Значи нема ставање на забрана за работа, туку се казнети, да речеме 200 евра, 500 евра, зависи од државата и се вратени. Меѓутоа имаме 7 возачи кои што буквално има добиено забрани, тоа на 6 месеци, на година, дена и пак е тоа зависно во која држава се прави контролата.